Првиот ден на Тиквешкиот Гроздобер 2017 година за средното општинско училиште Ѓорче Петров беше прилика да се промовираат и пробаат белите и црвени сорти на вино кои се произведуваат во ова средно училиште. Во сопствената винарија се подготвува одредена количина на грозје, се преработува и на крајот се прави вино. Теоретската наобразба со практичното образование продуцира вистински знаења од оваа област, значајна за лозаропроизводството, кај учениците кои се решаваат да се посветат на агрокултурата, лозарство и винарство. Ова е штандот на земјоделско-шумарското училиште Ѓорче Петров од Кавадарци, кој како и секоја година произведува црвени и бели вина и тие вина се дегустираат, односно се изложуваат на штандот што го имаме тука на плоштадот. Нашето училиште со традиција произведува квалитетни црвени и бели вина. Самите вина ги произведуваат учениците под менторство на своите професори на практична настава, односно ја спојуваат праксата со теоријата и имаме доста добри резултати. Нашето училиште како водечко училиште од земјоделската струка во Тиквешијата располага со 8,5 хектари лозов насад. Најзастапени сорти од сорти што ги имаме на нашата винарија се Смедеревка, потоа имаме Вранец, Ракацители, имаме и Мерло. Мали површини имаме и под Темјаника. Сите тие сорти допринесуваат да произведеме квалитетни црвени и бели вина, а исто така нашето училиште располага и со мини винарија која што секоја година ја опремуваме со нова опрема и најдобро е што учениците се доста ангажирани на практичната настава за да ги усовршат своите знаења, теоретски знаења и да ги применат во практиката. Секоја година се произведуваат одредени количини на црвени и бели вина, отприлика 200 литри имаме Смедеревка, се произведува 200 литри Вранец, 200 Мерло, а исто така и Ракацители 100 литри најчесто. Сега најважно е тука што самите ученици теоретските знаења ги применуваат во практиката. Тоа се остварува преку изучување на предмети од самата струка, во кои што предмети се изучува целата технологија на производство на црвени и бели вина и на практична настава тоа и го применуваат, така што целиот процес од самата берба до флаширањето и етикетирањето на вината се прави во нашето училиште, а исто така учениците се обучуваат и за подигање на нови лозови насади. Од оваа година во нашето училиште се отвори енолошка лабораторија, каде што самите ученици практично ги испитуваат самите својства на вината и состојки на вината, така што треба да нагласиме дека во таа лабораторија се испитуваат СО2 во вината, киселини во вината, исто така шеќери во виното, а понатаму би требало уште повеќе да опреме лабораторијата и други параметри да ги испитуваме, но основно е што самите ученици ќе научат како се прави квалитетно вино врз основа на тие параметри што ги испитуваат на практичната настава.